Радовишани добија свој карневал. Детски. Шарена и весела манифестација ги преплави улиците во градот, а годинава за прв пат ја организира Центарот за култура Ацо Караманов, како продолжение на настаните по повод 1000 години Радовиш. Да го истакнам моето задоволство за успешно реализираниот Радовишки детски карневал. По 10 годишното организирање на Априлијадата, која што беше по повод 1 април, меѓународниот ден на шегата, Радовишани, Центар за култура, Сдруженијето од областта на културата, сите заедно успеа да направат 5 април да биде шарен, убав, исполнет со смеа, со радост, со детските насмевки и да прерасне во Радовишки детски карневал. Од маскенбал да прерасне во карневал. Инаку, Центар за култура оваа година аплицираше до Федерацијата на европските карневалски градови. На конгресот во Турција треба да се одлучи дали Радовиш ќе стане дел од семејството на оваа федерација. Јас искрено се надевам дека ќе добиеме позитивни оценки. Му благодарам на присуството на подпредседателот на федерацијата, господинот Александар Цицимов. Исто така имавме представници и од Прилепскиот карневал, и до нив благодарност. Мислам дека Радовиш денес беше посебно обоен и од черенилото на маските, и од черенилото на насмевките, и од среќата, задоволството на родителите и на сите останати присутни. Се надевам дека година во година ќе даваме се подобар квалитет во однос на организирањето. И искрено мислам дека сите заедно треба да бидеме среќни. Радовишкиот карневал собра дечиња од повеќе градови од државата. Учествуваа 56 групни маски и низ Центарот на Радовиш дефилираа повеќе од 1000 дечиња. Освен главната бина која што беше пред Центарот за култура, имаше уште 2 помошни, кои што служеа за да се представуваат маските кои што минуваат низ улиците. We zijn nog lang niet klaar, wij doen gewoon die dans opnieuw, maar 2 keer na elkaar. Draai een keer in het rond, stamp met je voeten op. Поворката тргна од зградата на општина Радовиш и низ главните улици се движеше до плоштадот Свети Спасо Радовишки.